Во ова издание, веднаш по нападот врз Украина, унгарскиот премиер Виктор Орбан ги олабави строгите миграцијски политики, велејќи неговата држава ќе одговори на предизвикот и ќе ги прифати бегалците брзо и ефикасно. Но, како што војната ескалира, бројот на бегалци се зголемува, притисокот и врз Полска се засилува. За психолошкото здравје и социјалниот живот на цела генерација деца во Украина, доведени во ризик поради престрелките. Не пропуштајте, ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Русија ги објави плановите за нов прекин огнот за да им се овозможи на цивилите да напуштаат неколку делови на опколени од руските сили еден ден откако илјадници можеа да заминат од североисточна Украина. Киев ја обвинува Москва за гранатирање на друга маршрута за евакуација во јужниот дел. Еве го најновиот развој на настаните. Украинската вице-премиерка Ирина Верешчук изјави дека Русија потврдила дека рутите за евакуација ќе водат од Суми, Мариупол, Волноваха, Изум и неколку градови во близина на Киев. Рече дека 5000 луѓе успеале да се евакуираат од Суми во вторникот. Европската унија се согласи да ги зајакне своите санкции како одговор на руската инвазија, вклучувајќи мерки насочени кон високи руски функционери и олигарси, како и ограничување на поморскиот сектор и неколку белоруски банки. Кинеското министерство за надворешни работи соопшти дека Кинескиот Црвен крст испраќа хуманитарна помош во вредност од $800,000 за Украина и го повтори своето противење на санкциите воведени против Русија. Американскиот претседател синоќ ја објави забрана за увоз на руска нафта и друга енергија. Нема да бидеме дел од субвенционирањето на војната на Путин, рече Џо Бајден, истекнувајќи дека овој потек нема да биде без импликации за граѓаните во САД. А како што се интензивира рускиот напад врз Украина, стотици илјади украинци се упатуваат кон границите на Европската унија, барајќи за сониште во земјите членки, вклучително и Унгарија. Габор Анчин известува за Хони и Лоња долж границата на Унгарија со Украина. Овој граничен мост меѓу Унгарија и Украина е символичен. Токму тука, последниот советски војник ја напушти Унгарија пред 3 децении, преминувајќи во тогашниот СССР, сега независна Украина. За многумина тоа го значи крајот на руската доминација во Централна Европа. Сега, руската инвазија на Украина принуди стотици илјади луѓе да избегаат преку границите како ова со Унгарија. На неколку чекори со Украина, Гласот на Америка се сретна со група во која беше Јана, 31-годишна мајка која со своите деца побегна во градот Буча во близина на Киев. Покажува во правец на домот кој можеби никогаш нема повеќе да го види. Ова е патот во Буча, каде ќерка ми одеше во градинка. Јана побара да ја биде заштитен идентитетот. Другите нема проблем со тоа. Го оставив животот таму, се што градев. Главниот град на мојата држава е под бомбашки напад. Тоа е страшно. Среде Европа во 21. век. Последните неколку дена повеќе од 100.000 луѓе пристигна во Унгарија, стотици илјади други замина во други држави. Овие цифри продолжуваат да растат. Повиците за помош за Украина се зголемуваат. Го молиме целиот свет да ни помогне, затоа што тоа е нашата земја. Не сакаме да се преселиме никаде. Ние сме украинци. Ние сме семејство од 44 милиони луѓе и бараме од рускиот народ да излезе по улиците и да демонстрира. Веднаш по нападот врз Украина, унгарскиот премиер Виктор Орбан ги олабави строгите миграцијски политики, велејќи дека неговата држава ќе одговори на предизвикот и ќе ги прифати украинските бегалци брзо и ефикасно. Локалните власти формираа прифатни центри при времено сместување. Организациите за помош, финансирани од државата, обезбедуваат пакети со храна. Добротворните организации собираат донации. Донесовме производи за нега на бебиња, продукти за лична хигиена, прехранбени производи со долг рок, лекови против треска, како и производи за женска хигиена. Како што инвазијата се интензивира и насилството расте, патешествието до безбедно тло станува уште потешко со бегалците кои чекаат денови да ги минат границите. Пред само неколку дена, ова беше една од полесните маршрути да се стаса до безбедно место, но тоа брзо се менува. А според Обединетите нации, повеќе од 2 милиони украинци ја напуштиле земјата од инвазијата на Русија.
Хенри Рижвел известува од границата меѓу Украина и Полска, каде што бегаат најголем дел од бегалците. Уништени животи, сведени на куфер со облека и неколку спомени. Западниот украински град Лавов стана главен центар за украинци кои бегаат од руските минофрлачи и проектили. Жените и децата ги напуштаат своите домови, нивните сопрузи, татковци, синови. Мажите остануваат да се борат. По денови на исцрпеност и ужас, возот ги носи преку границата во Полска. Првата станица е Пшемишин. Овде фаќаат воз за друга дестинација. Ова семејство е на пат за Литванија. Будем дальше как-то продолжаться. Ќе го пребродиме ова. Се надевам дека ќе заврши добро и дека нашата Украина ќе победи. Сакам да се вратам дома. Секое семејство има приказна за загуба и страв. Според Обединетите нации, повеќе од 1 милион украинци сега ја напуштиле земјата. Повеќето избегале во Полска. Но како што војната ескалира, бројот на бегалци се зголемува, а притисокот врз Полска се засилува. Калеб Поатија од Република Конго студирал електротехника во Одеса. Тој побегнал со својата девојка од Украина кога почнале руските напади. Една недела спиевме на граница, сега сме добро. Полска добро не прими. Чекаме автобус за да стигнеме на другата страна на Европа, во други земји, можеби во Франција. Волонтери од десетици други земји овде помагаат, нудејќи храна, облека за солниште. Стотици илјади украинци исто така бегаат со автомобили или пешки. На секои неколку минути има автобуси со украински бегалци кои се носат од границата овде во Медика до приватните центри во Полска. Но тоа не е еднонасочен сообраќај. Многу украинци се враќаат дома да се борат. Гласот на Америка разговараше со овие тројца поранешни војници, кои не сакаат да ги покажат лицата пред камера. Тоа е нормална реакција. Ќе го победиме Путин, се ќе биде во ред. Ќе ги испратиме руските тенкови и оклопни возила директно во пеколот. Украинците се решени да преживеат, да победат во оваа војна, но цената за тоа ќе се плати со човечки животи. А за крај на News Flash, за психолошкото здравје и социјалниот живот на цела генерација деца во Украина, кои се доведени во ризик поради војната во регионот Донбас, според Фондот за деца на Обединетите нации. Со руската инвазија ситуацијата сега уште повеќе се влошува. Од незината куќа во Киев, Ана Гвозд одблизу ја следи ситуацијата во регионот Луганск во Украина, што рускиот председател Владимир Путин го прогласи за независна република и каде роднините на Гвозд живеат во сенка на војната. Мојата 6-годишна внука не оди во школа и на час по танцување поради гранатирањето околу градот. Гвозд, незиниот сопруг и нивните тројца синови го напуштиле регионот пред 8 години откако Русија го припои Крим и почна сепаратистичка војна во источна Украина. Децата биле најмногу погодени. Не можевме ни да изнајмиме стан, бидејќи како внатрешно раселени лица немавме право на домување. Не одбија и затоа што видоа дека имаме 3 деца. Децата пак видоа колку патиме. Но траумата продолжува за семејствата кои не можат да се иселат, а сега уште повеќе се влошува откако руските трупи и официјално влегоа. Откако гранати погодија градинка во источна Украина на 17 февруари, УНИЦЕФ предупреди дека конфликтот има тешки психолошки и социјални последици врз здравјето на цела генерација деца. Советничката на Обединетите нации за раселени лица, професорката Елизабет Ферис, вели дека стравува од целосна руска инвазија. УНИЦЕФ проценува дека сега има околу 400.000 деца кои имаат потреба од хуманитарна помош, дури пред да се случи каков било поголем конфликт. Итната помош би вклучувала за солниште, здравствена заштита, вода и храна. Во јуни 2020 година Украина ги информираше Обединетите нации дека 147 деца починале за време на руската воена агресија во Донбас, многу поради гранати, мини или при допир на експлозивни средства. За доброто на незината внука и другите, Гвозд се надева дека војната ќе заврши. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледаме утре.